Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате: објавени прелиминарните резултати од државната матура, просечната оценка е 3,78. Отпаден гипс кај Велес, уште една жешка еколошка точка во земјава. Високите летни температури доведуваат до зголемена потрошувачка на вода за пиење. Здраво на сите! Јас сум Нина, а ова е најновата епизода на емисијата Шорткат. Останете со нас! Минатата недела беа објавени прелиминарните резултати од државната матура. Просечната оценка на екстерните испити годинава е 3,78. Споредено со лани, резултатите се подобри. Конкретно, минатата година просечната оценка беше 3,61. Директорката на Државниот испитен центар Елизабета Наумовска информира дека годинава критериумите биле построги, односно немало сомнителни задачи и сите биле во рамките на испитните програми. Како што речем, немало прашања од периодот кога учениците губеа настава поради штрајкот. За сите дополнителни информации, матурантите можат да бидат информирани од матурските комисии во нивните училишта и на matura.gov.mk. А кога говориме за образованието, имаме убава вест за гениалецот по математика, 13-годишниот Или Морина, кого пролетва го имавме токму во Шорткат. Тој доби целосна стипендија за продолжување на образованието во меѓународно училиште. Или доби целосна стипендија од Maarif International School. Во текот на изминативе месеци, тој имаше состанок и со представникот на фондацијата Maarif Мехмет Баран. По сториите на meta.mk и portalp.mk или се сретна и со председателот на државата Стево Пендаровски и со министерот за образование Јетон Шакири. Продолжуваме со главната тема за оваа недела. Отпадниот гипс, создаден од некогашното работење на хемиската индустрија во Велес, кај селото Згрополци, е една од жешките еколошки точки во земјава. Екипата на Шорткат ја посети депонијата со отпадни суровини, а повеќе детали за состојбата што ја забележавме на терен може да погледнете во следниот прилог. Околу 3,7 милиони тони отпаден гипс се лоцирани во депонијата во близина на велешкото село Згрополци. Депонијата се простира на околу 70.000 метри квадратни, на која е складиран фосфор гипс, создаден како отпад од поранешното производство на хемиско ѓубриво во хемиската индустрија Велес. Фабриката престанала да работи во 2003 година, а додека била во државна сопственост, создаден е отпадниот гипс кој е складиран во ридиштата помеѓу автопатот и стариот пат меѓу Велес и Градско. Бидејќи се наоѓа на рид во непосредна близина на реката Вардар, останува непознато во која мерка се загадени подземните и речните води во околината на оваа депонија. Во специјалната студија за загадени индустријски подрачја, изработена во 2005 година, оваа локација е вметната како една од жешките еколошки точки во земјава. Професор доктор Трајче Стафилов има пишувано за радиоактивноста на гипсот во депонијата, на која било откриена радиоактивност од околу 700 бекерели по килограм. Екипата на Шорткат на локацијата каде е складиран гипсот пронајде исушени дрвја и растенија, а депонијата наликува на пустина. Кога прашавме за справувањето со отпадот на оваа локација, од Министерството за животна средина и просторно планирање не упатија да се обратиме до Дирекцијата за радиациона сигурност, која пак тврди дека извршиле мерења и вредностите покажале ниска содржина на радиоактивни елементи, радиум 226, ториум и радиоактивен изотоп на калиум. Поради ваквите мерења, од дирекцијата вела дека тие депонираната суровина ја третираат како хемиски отпад, па поради тоа, надлежноста за справување со оваа депонија ја префрлаат на Министерството за животна средина и просторно планирање. И додека институциите меѓусебно се ги префрлаат обврските, на терен депонијата не е оградена и од нашата обиколка се уверивме дека местото е посетувано од луѓе со своите автомобили. До локацијата има земјен пат кој што се одвојува од стариот пат Градско Велес. Околу депонијата нема куки и не живеат луѓе, но во нејзина близина покрај шума има и површини на кои земјоделците садат разновидни култури за прехранување на населението. За да се надмине проблемот со опасниот отпад во депонијата кај Згрополци, најдобрата мерка е складираниот гипс да се исчисти од локацијата, а додека не се изврши дислокација и ремедиација на целата површина, мерката што може да ја преземат властите е да го блокираат пристапот до локацијата по постојниот земјен пат или да ја оградат депонијата. Стручното образование нуди поголем избор на кариера, дури 70% од 9 оделенците годинава се запишаа во стручните училишта.
Расте интересот за средните стручни училишта, при што 7698 ученици во првиот уписен рок годинава се запишаа во средните стручни училишта. Наспроти ова, интересот за гимназиите е помал. Во првиот уписен рок во гимназиите се запишале само 3971 ученик. Например, во средното електронско училиште на град Скопје Михајло Пупен во 2018 година учеле 614 ученици, додека директорот на училиштето Димитар Ѓоргиев за Meta.mk информира дека до крајот на вториот уписен рок годинава се запишале 915 ученици. Клучот за главната разлика за определбата на учениците помеѓу гимназијата и стручното образование, според Ѓоргиев, е тоа што стручното образование нуди повеќе можности и просперитет. Инаку, реформите на наставната програма во средните стручни училишта почнаа активно да се надополнуваат во 2019 година. Главната цел на Министерството за образование и наука е да се потикне интересот на учениците за нивно определување уште во средно школа за одредена струка. Со доаѓањето на летото во Скопје, потрошувачката на вода се зголемува и тоа за 15%. Земјава нема добра хидролошка состојба, а тоа најлошо се одразува во текот на летната сезона. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје апелира до граѓаните за рационално трошење на водата за пиење, а истата да не се злоупотребува. Во спротивно ќе има проблеми во снабдувањето. Покрај зголемувањето на потрошувачката на вода за пиење, горлив проблем со кој се соочува целата држава е и големиот процент на загуби на водата за пиење. Процентот на загуби на вода во водоводниот систем на Скопје е околу 60%, што е крајно негативен процент во однос на прифатливите загуби на вода од под 30% на кои посочува Меѓународната асоциација на води. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажува дека во 2021 година од природата во водоводните системи се земени над 306 милиони метри кубни вода за пиење, што е за 2,2% помалку во однос на 2020 година. Податоците на Државниот завод за статистика велат дека во 2021 година до крајните корисници во земјава биле испорачани околу 142 милиони кубни метри вода за пиење. Ова практично значи дека преостанатите над 164 милиони кубни метри вода, кои биле земени од природата, исчезнале во водоводните системи. Доиран минатиот викенд заживеа со Д-фестивалот, кој по 2 години пауза поради ковид пандемијата се врати со својот вистински дух за љубителите на квалитетната музика. Еуфорија, енергија, музика, танцување и забава, ова беа активностите на младите за време на фестивалот. Оваа година на фестивалот настапија големи музички имиња како Крудер Дорфмајстер, Лутханза, Ксенија Констракта, Жу и други. Д-фестивалот секоја година собира илјадници љубители на музика од најразлични жанрови. А по завршувањето на Д-фестивалот за љубителите на музиката уште едно важно потсетување. Денеска во Нови Сад започнува фестивалот Exit, а ќе трае до 10 јули. Ако имате можност, не пропуштајте шансата да отидете на добра музика на Exit. Тоа е се што имаме подготвено за денеска. Следете на Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, како и рубриката CTRL-Z на Meta.mk. Исто така праќајте ни коментари или предлози што ги имате за наредните емисии. До тогаш се гледаме. Чао!